Почитувани 5 години македонските граѓани живеат во неслободно општество. Политиките на режимот на Груевски имаа за цел да создадат систем и општество во кои граѓаните ќе се плашат да не бидат казнети, санкционирани, уапсени, прислушкувани. Новата влада на СДСМ во изборната програма нуди пакет мерки наречени закони за слобода. После 5 јуни, новата влада на СДСМ ќе пристапи кон менување на сите закони кои беа донесени од сегашната влада, а кои на разни начини ги ограничуваа правата и слободите на граѓаните. Еве еден од првите закони кои ќе ги промениме, а тој ќе биде драконскиот закон за заштита од пушењето. Ние во СДСМ целосно стоиме зад потребата да се уреди начинот на кој граѓаните ќе се заштитат од штетните влијанија на пушењето. Но пред инат се веруваме во правото на слободен избор дали некој ќе пуши или не, како и во обврската на државата да обезбеди рамноправни услови за економски просперитет на стопанствениците. Не е фер да им се одземе правото на пушачите да запалат цигара со нивното утринско кафе. Тоа не е слобода. Но не е фер и непушачите да немаат право на избор. Со новиот закон, собствениците на угостителските објекти ќе имаат право со лиценца да го обележат својот локал како пушачки или непушачки. Тоа за нас е слобода, тоа е право на избор. СДСМ во јануари 2010 година поднесе предлог за изменување и дополнување на Законот за заштита од пушењето, со кој се побара флексибилност во рестрикциите на пушењето, за пушењето на јавни места, кафеани, кафетерии, ноќни и кафе-барови, диско-клубови и слични места. Наместо да одиме со радикалното ВМРО-ско решение на собствениците на објектите, ќе им оставиме сами да изберат дали објектот ќе биде за пушачи или непушачи, доколку истиот е под 100 метри квадратни. Доколку се работи за објект поголем од 100 метри квадратни, собствениците ќе мора да обезбедат посебен дел за пушачи со соодветна вентилација со 10 промени на воздухот на час. На овој начин ниту пушачите ќе бидат дискриминирани во поглед на своето право на слободен избор, ниту собствениците на угостителски објекти ќе трпат финансиска штета заради намален промет, што е случај сега откако се донесе рестриктивниот ВМРО-ски закон. Дополнително, пушењето ќе биде дозволено во сите објекти на отворено, од типот на летни тераси, бавчи, летни кина и амфитеатри. Да бидеме јасни, ваквото решение не значи дека СДСМ не се залага за заштита на слободата на избор на непушачите и за спречување на штетното влијание од тутунскиот дим. Напротив, спремни сме да издвоиме далеку поголеми средства за превенција и едукација. Ова решение има единствено за цел да стави крај на рестриктивниот драконски закон донесен од владата на Груевски. Закон кој не се води од искрена намера за борба против пушењето, туку е замислен како дополнителна можност за собирање глоби од неговите прекршители и за инсталирање контрола и страв кај граѓаните и собствениците на угостителските објекти. Измените во Законот за пушењето ќе бидат донесени во ист период заедно со пакет мерките за глобите за прекршоците. Да ве потсетам, новата влада на СДСМ нема да казнува за да малтретира. Новата влада на СДСМ ќе ги намали сите казни и глоби за малите предпријатија, фирмите, дуќаните, рестораните и кафетериите за 50% од сегашните казни. И нема да казнуваме да рекетираме. Прво опомена, па потоа казна. Тоа ќе биде нашиот принцип. Благодарам, поведете прашања на темата и надвор темата. Дали очекувате да се расшири кампањата и да се случуваат инциденти или ќе доле на терен, така да кажам, веќе се појави информации, веќе има искршени штабови од други партии, имаше и ваши, синоќа има таква информација. Какви се вашите очекувања како се ближи крајот на кампањата? Па јас не можам да предвидувам, ама од оваа влада можеме се да очекуваме. Ви реков, сите овие проблеми околу изборниот процес постојат повеќе од 2 месеци, од кога не донесуваме консензус за изборниот законник. И во континуитет ние затоа цело време апелираме до јавноста, до меѓународните фактори, до медиумите, дека има постојано кршење на изборниот процес или така наречен упад во изборниот процес. Така да јас се надевам дека ништо нема да се случи до 5 јуни, но се плашам дека со оваа влада се е можно. А кој е најдобриот начин за превенција од такви инциденти според вас? Видете, превенција од такви инциденти, по дефиниција, власта е таа која што треба да ги обезбеди мирните, фер и слободни избори. Ако власта нема волја да го направи тоа, тогаш се разбира дека власта е крива за тоа. Така да, нашиот начин на превенција е да апелираме цело до јавноста и да се надеваме дека на денот на изборите ќе биде слободен за сите граѓани. Благодарам.